Во областа Скопска Блатија, недалеку од градот Скопје, на десниот брег на реката Пчиња се наоѓа селото Кожле. До селото се стига по автопатот Скопје-Велес. Пред селото Катланово се врти десно по асфалтиран пат кој поминува низ селото Блатје. Но можете да стигнете и по адреналинскиот мост кој што ги поврзува автопатот Пријателство и селото. Мостот, реката и вегетацијата нудат величинствена гледка од озгора, а како ќе му се доближите, тогаш почнува возбудата. Мостот уште се нарекува и Стојанов мост и е во близина на манастирот Света Богородица. Пред објективот на нашата камера осамна неверојатниот манастир кој како да ѕиркаше од пештерата. Порано ова била испосничка црквичка. Датира од 14 век и дефинитивно е македонско богатство кое за жал е малку подзаборавено. Ве поздравуваме од манастирот Пресвета Богородица кој што се наоѓа во атарот на селото Кожле на само 35 километри од градот Скопје. Токму овде селска слава, односно празник на овој манастир е празникот Мала Богородица, односно рожденство на Богородица кој што се прославува на 21 септември. За тоа од кога датира овој манастир, колку често доаѓаат луѓето овде да го посетуваат. Ова утро ќе разговараме со домакинот на манастирот, господинот Стојан. Најпрво ќе ви посакам добро и убаво утро. И на вас, и на сите гледачи што не гледаат. Господин Стојан, вие веќе долги години го одржувате манастирот, односно вие сте домакинот овде, кога ќе дојдат токму верниците, вие ги пречекуваат. Освен на Мала Богородица, доаѓаат ли често луѓе во манастирот? Види, пред се да се представиме, ние сме полни 18 години на домаќини на манастирот. Празнуваме, значи, Мала Богородица, вечерта 20 имаме собир, така речи вечера и литурија. Дента 21 имаме исто собир, ручек и литурија. Може да напомнам, ние како домаќани сме донатори едниот ден за прославата, заради тоа што го користиме имотот на манастирот и колиментере. А другиот ден, ако има кум, обврска му е на кумот да учествува колку може. Воспротивно, ако нема, истото ми не дозволуваме традицијата да згасне. Од кога датира овој манастир, господин Стојан? Моментално овој манастир, кај што сме, датира од 1930 година, а иначе е постоело во самата Карпа, има мала пештера, од 13 век постоело пештерско мало црквиче. Значи, ова е додаток на вртоснова на тоа мало црквиче, продолжен е 1930 година и било после запоставено во текот на време и 76 година е обновен кровот. Желбата ни е сега, поради створената влага, односно одрони од камењата, ни ги дупнуваат камењата плеховите и се ствара влага. Што значи имаме желба, односно имаме направено елаборат, службен елаборат, сакаме во целост да го обновиме кровот, со тие добро изолација, поново гредоред, поново даски и поново лим и завршница да ставиме заштитна мрежа. Апел имаме за помош кој има желба да ни помогне през основа на Божја желба. Ќе бидеме многу благодарни ако успееме да ја оствариме нашата желба, односно Господовата желба да го заштитиме манастирот. Доаѓаат ли верниците и на други празници да го посетат манастирот? Па види, реално да речеме врз основа на мостот има посетеност, ама кога би процентално кажувале, околу 30% доаѓаат во манастирот, а 70% за викендаши, односно за мостот. Оставува манастирот врз основа на, така речи, доброволните прилози
на верниците, односно на посетителите. Можам да кажам дека што викаат старите, капнува по нешто, благодариме што капнува, а ако не капнува, па уште полоше. Благодарам господин Стојани и се надевам дека благодарение на хуманите верници, дека сите оние кои што ќе дојдат овде во манастирот Богородица, кои што се наоѓа во атарот на селото Кожле, ќе можат да донираат си со цел нели да се возобнови и да се поправи токму кровот на манастирот Пресвета Богородица.